Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 24-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана емисија на ова радиостаница, на која што е наменета за анализирање на актуелните и пред се квалитетни ТВ серии кои што имам можност да ги погледнам и за кои што сакам детално да ги проанализирам и да дискутирам за квалитетите кои што и поседуваат. А денес ќе ви говорам за ТВ серија во која премолчаните тајни оставаат длабоки лузни врз психата на ликовите, потиснати вистини кои се прикриени со мноштво лаги, само за да не се дознае нечија вистинска човечка природа која што ја носи една индивидуа. Денес ќе ви говорам за серијата The Undoing, која го поставува прашањето за тоа колку добро го познавате човекот кој секој ден легнува и се буди до вас. Значи серија која што ја потенцира тенката линија помеѓу љубовта и омразата, која што може да во екстремни ситуации се претвори во бришење на линијата помеѓу животот и смртта. На почетокот на емисијата слушнавте композиција која што ја изведува Никол Кидман. Да, добро ме слушнавте. Никол Кидман ја пее Dream a Little Dream of Me, композицијата која што ја обработи специјално за потребите на најавната шпица за самата серија, која што доловува еден сонет амбиент на самиот спомен кој што треба да асоцира оваа композиција, која исто така понира од потиснатото каде што се кријат и многу други трауми. А во продолжение, традиционално ќе слушнеме една композиција од Rage Against the Machine, го преслушуваме албумот Battle for Los Angeles, песна по песна, затоа што сте безобразни и тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ги слушаме Rage Against the Machine со надеж дека оваа COVID пандемија ќе заврши во моментот кога ќе ја прислушаме нивната комплетна дискографија. Се ближиме кон крајот, така што се надевам дека нема да имам потреба од почеток да ви говорам за Rage Against the Machine, да ја прислушуваме повторно. Така што по неја ќе слушнеме и самата најава за серијата, подоцна ќе слушаме и музика која што е компонирана од страна на Евгений и Саша Галперин, кои што се композиторите на оваа серија. Така што доколку сакате да дознаете што се случува под фасадата на богаташите кои живеат во Њу Јорк, кои умеат да извршат и убиство и да се надеваат дека никој нема да ги открие дека се извршителите, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, на која што понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 24-тото издание на емисијата ТВ 103, кое што е посветено на ТВ серијата The Undoing, која што представува американска ТВ мини серија, која содржи елементи на мистерија во рамки на психолошкиот трилер под жанр, се базира на новелата You Should Have Known на Жан Ханиф Корелиц, напишана и пред се продуцирана е од Дейвид И. Кели, кој што го знаеме како автор на серијата Big Little Lies, која што е многу слична и доста наликува на The Undoing, и згора на тоа и Кидман глуми во двете серии, така што има преклопување на неколку равништа помеѓу Big Little Lies и The Undoing, меѓутоа ниту една на ниво на текот на действието. Потоа Дейвид И. Кели е и продуцент на одличната Мистер Мерцедес, која што се врати на правиот пат, а претходно ги има продуцирано Boston Legal, како и ТВ серијата Голијат, а негови се и Big Sky и The Lincoln Lawyer, кои што ќе бидат емитувани во текот на наредната година. Негов е и хорор филмот, ако не се лажам, Lake Placid,
на крајот на 90-тите, почетокот на 2000-тите. А од друга страна, авторката Корелиц има напишано и неколку други новели кои што допираат на криминалистиката, такви се, например, новата незина книга The Plot, а предходно ги има напишано The Devil and Webster, Admission, The White Rose, како и првата незина книга со индикативен наслов A Jury of Her Peers and the Sabbath-day River. Сите се процедурални книги, односно криминалистички трилери кои што завршуваат со судење. Па и во тој манир е напишана и незината You Should Have Known. Серијата е работена за и се емитуваше на Sky во Британија, меѓутоа продуцирана е од страна на HBO, кои ја работеа и ТВ серијата Перри Мейсон, за која што ви говоре во оваа сезона на TV103. Потоа, оваа година тие ја продолжија и одличната ТВ серија Succession, потоа Еуфорија, с која што се појави една прикол епизода во рамките на оваа година. Нивна беше исто така година Lovecraft Country, ја издадува изминатите неколку месеци Industry, како и I May Destroy You. Така што важат за кабелска телевизија која стекна експертиза за создавање на мини-серијали со кои недела за недела ги држат пред се залепени за екраните самите гледачи на оваа серија и овој маниризам го доведоа до совршенство и се првите кабелски оператори кои што вложуваа големи финанси за да соберат пред се богата актерска екипа од А-листери, од филмот, да ги навлечат на малиот екран за да се подигне нивото на ТВ сериите на кои што сме навикнати, така што HBO имаат огромна улога за модернизирање пред се на концептот на ТВ сериите, а оваа серија броеше 6 едночасовни епизоди, што значи дека потребно ви е околу 6 часа за да ја изгледате во целост. Јас ја чекав да излезе комплетно, значи ги избирав епизодите, пробав да ја гледам во еден наврат, изгледав првите 2 епизоди и во склоп на околности ја заборавив. Потоа морав повторно да ја почнам, заради тоа што сметав дека одредени детали со временскиот период кој што помина помеѓу гледањето на првите 2 епизоди изветреа во моето сеќавање, така што убеден да ја изгледам во еден здив бев и моите ставови дека суштината е содржана во првите 2 епизоди за жал се остварија, а другите содржат голем број на штури филери за да се држи гледачот до крајот на самата сезона, благодарение на сите тие црвени харинги кои што се нарекуваат сите обиди да се застрани вниманието на гледачот и да се потенцираат потенцијални конкретно виновници, само за да се протне вистинскиот осомничен, односно тој кој што го има извршено криминалното дело незабележан под сета таа бучава која што се создава со овие потенцијални виновници. Оваа серија и тоа како ги имаше на располагање, иако не знам баш дали го постигнаа саканиот ефект, заради тоа што денес гледачите се живо и диво имаат гледано и тешко дека може да бидат прелажани, барем во рамките на криминалистичките трилери. Режисерката на серијата е Сузан Бир. Таа е данска режисерка која што ја знаете од одличните филмови Brothers, After the Wedding и секако и на Better World, кој што го гледав на Синедис, ако не се лажам, и секако незин е и Bird Box, кој што беше продуциран за Netflix со Сандра Булок. Од ТВ сериите таа ја има снимено претходно одличната The Night Manager, така што не е ова прв пат да зачекори во водите на американските ТВ серии. The Undoing започна со емитување на 25 октомври и секоја наредна недела беше емитувана по една епизода, така што месец и пол траеше агонијата за комплетирање на серијата. А во
самата серија, Никол Кидман и Хју Грант ги глумат брачните партнери Грейс и Джонатан Фрейзер. Таа е психолог кој работи во Менхетен, а тој е онколог кој што работи, односно работи во болница каде што негови најчести пациенти се малите деца кои што имаат рак. Тие имаат нивен син кој што се вика Хенри, кој оди во приватно училиште Рирдон. Како што веќе знаете, станува збор за фамилија која што е имотна и пред се представува своевидна елита која раководи со одреден начин на удобности кои што може да си ги приуштат во поглед на самите финанси, кои што нема да можат баш да ги заштитат од сите тие проблеми кои што се длабоко вкоренети во самата фамилија. Имено, додека се подготвува аукција во училиштето, се запознаваме со ликот на Елена Алвес, односно глумена од Матилда де Ангелис, која што се приклучува на женскиот одбор на мајките на учениците, носејќи го со себе и своето новороденче. А по самата аукција дознаваме дека таа е убиена во незиното ателје, со оглед на тоа што таа е ликовен уметник. Незиното лице е смачкано со помош на цврст објект до нераспознавање. Така што тука веќе започнува криминалната истрага, во која најпрвин е осомничен, се разбира, незиниот сопруг, како што пријателката на Грейс ќе напомене, секојаш е сопругот. Значи, што, во каков и да е случај, секојаш е сопругот виновен, меѓутоа тој има алиби со кое што може да ја оправда својата невиност и детективите ја продолжуваат истрагата, фокусирајќи се на нов осомничен, односно тоа е ликот кој го глуми Хју Грант, кој е исчезнат во тој период, иако Никол смета дека незиниот сопруг присуствува на лекарска конференција во Кливленд, на која, меѓутоа, во моментот кога Никол ќе го најде неговиот мобилен телефон, кој што го оставил во фиоката на надкаската во домот, одеднаш нештата стануваат сомничави, барем за неа. Тој се појавува и на виделина излегуваат една по една лагите кои ги има создавано за себе, проектирајќи го површниот идеал дека го поседува всушност неговата персона, иако неговиот син ќе се обидува на почетокот да го оправда неговото однесување со оглед на тоа што нема да сака да поверува дека неговиот родител е виновен и буквално до последната сцена ќе се обидува да го заштити, дури и ќе биде инволвиран во бришењето на отпечатоците на оружјето со кое што е извршено убиството. Така што Хју Грант е уапсен и започнува серијата да навлегува во тоа што јас го нарекувам монотонна процедурална практика, но претходно во секоја епизода има, како што веќе ви напоменав, црвени харинги, односно фрлајќи сомнеш на различни потенцијални осомничени, само за да се посочи дека може би некој друг е извршител на самото убиство, а обвинетиот, кој што го глуми Хју Грант, е само ставен во ситуација во која што тој нема алиби за периодот кога се извршува самото убиство, а згора на тоа е и човекот кој што го има пронајдено самото мртво тело, така што и тоа дополнително фрла сомнеш на неговите изјави, кои што епизода по епизода дознаваме дека се повеќе и повеќе тајни има премолчено во неговото минато, кој што благодарение на неговата мајка во разговорот кој што го има со Грейс, неговата сопруга, се случува едно откровение кое што ќе ги стави работите во перспектива за да се вклопи наративот кој што се обидува серијата да го протне за овој лик. Пред се,
ова е серија за еден нарцисоиден социопат кој има комплекс пред се на Бог, кој доаѓа пред се од професијата која што ја извршува, со оглед на тоа што има можност да владее со човечките животи и да одлучи кој ќе живее, а кој не, но има преживеано траума од детството, која што ја потиснува и пред се дозволува да се развие поделена личност, како еден своевиден Джекил и Хајд концепт, кој плени со дефицитарната емпатија која што всушност ја поседува овој лик, иако на површина треба да глуми буквално уште еден лик кој е сочувствителен доктор кој пати од болката која што ја имаат неговите млади пациенти, иако тоа е само уште еднаш потенциран фасада која што тој ја прикажува над покрај своите елитистички пријатели кои што го окружуваат. Пред серијата има за тематска одредница довербата и познавањето пред се на брачниот партнер, неверството кое што ескалира во убиство само поради фиксацијата која што ја има починатата Елена за низиното доближување од тајниот до јавниот живот кој што го живее незиниот љубовник, со оглед на тоа што има една фасцинација со тоа што смета дека сите треба да си живеат во некаква си чудна и магична заедница во која што не би имала и неговата сопруга и незиниот сопруг проблем за нивното неверство кое што го наметнуваат во овие брачни води, меѓутоа не баш сите се согласни со таа незина фикс идеја и покрај проблемите на елитата која нема да може со пари да ги прикрие пред се нечии психички пореметувања, го имаме сиромашното семејство кое што е жртвата не само на неверството, туку и ја губи мајката како столбот на фамилијата поради незините непремислени одлуки кои што таа ги носи. Серијата беше најавена уште од 2018 година, снимена е во Њујорк, а планирана беше за емитување во мај оваа година, но поради ковид кризата беше поместена за емитување во есенскиот дел, значи не беше наменета за комплетирање на пролетната периодизација. Самата серија делува како криминалистичките трилер филмови од 90-тите години. Барем тие кои што сите кои што растеле во 90-тите, верувам дека се имаат соочено на малите екрани со овој концепти и овие тропи кои што ги поседуваат криминалистичките трилери, но предвидливоста пред се и несодржајноста стануваат незини најголеми непријатели, а во просек на гледаноста за чудо растеше од почетокот на емитувањето до крајот, што значи дека иницијално во Америка 600.000 го гледале пилотот, завршувајќи со самото финале на серијата со гледаност од 1.800.000 гледачи, што е реткост конкретно за HBO, заради тоа што најчесто се случува да има голем интерес и конкретно за самиот пилот, потоа откако ќе биде задоволен тоа љубопитство, се намалува гледаноста драстично од втора, трета, четврта епизода и се додека има една парабола додека не се воспостави за подготовката за самиот крај, која што секако дека треба да биде повисока заради тоа што ќе ги вклучува и сите тие гледачи кои што ја имаат започнато од гледање серијата, меѓутоа не беше таков случајот со The Undoing, за некое чудо, експоненцијално растеше гледаност. Како да на почетокот едноставно не беа гледачите информирани за што точно станува збор и од недела за недела се повеќе да се наголемува нивната потреба и желба пред се да дознаат каде ќе се одвива криминалистичкиот случај пред се,
Така што со 3 пати поголема гледаност од пилотот до финалната епизода говори дека било задржано вниманието на конкретно на американскиот аудиториум, зборуваме за прикажувањето, премиерното прикажување на кабелската телевизија. Така што верувам дека им се исплати енормниот маркетинг со кој што оваа серија беше промовирана конкретно на самиот HBO канал. Кај нас, ако не се лажам, преводот на серијата беше Слом и паралелно можеше преплатниците на HBO да ја гледаат како што ја гледа и американските преплатници на овој канал. Така што тука ќе направиме кратка музичка пауза, имено ќе слушаме музика која што е работена за самата серија од композиторите Евгени и Саша Галперин, односно ќе ги слушнеме композициите кои што се наоѓаат во првите епизоди, односно во процесот во кој се менуваат осомничените пред да се утврди дека Хју Грант е човекот кој што треба да заврши на во самата судница како обвинет, така што слушаме композиции кои што се работени за потребите на ТВ серијата The Undoing, а потоа се враќам во етер да ви говорам за ликовите и актерите и актерките кои што ги глумат улогите во The Undoing. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 24-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за ТВ серијата The Undoing. Во овој сегмент на емисијата сакам да продискутирам за актерките, актерите, односно нивните ликови кои што ги глумат во рамките на серијата. Имено затекнати се две семејства, а тоа е семејството Фрейзер и семејството Алвес. Семејството Фрейзер го сочинува актерката Никол Кидмен, која што со нетрпение ја очекувам за филмот кој би требало наредната година да се појави, со оглед на тоа што оваа година беше комплетирано снимањето на епската исландска сага The Northman од еден од моите најомилени модерни режисери Роберт Егерс, така што Никол Кидмен таму е составен дел со Скарсгард и огромен број и Вилијам Дефо и огромен број на други актери кои што ја пополнија ова богата актерска екипа предводени и од Бјорк, така што наредната година го очекуваме од Никол Кидман The Northman, а изминатите години таа може да ја погледнете во The Prom, во Bombshell, во The Goldfinch, глумеше во ТВ серијата Big Little Lies, во одличниот филм Destroyer на Карен Кусама, глумеше и во The Beguiled на Софија Копола, така што доколку се вратиме во незината енормна актерска кариера, може да завршиме и до Ice White Shot на Кюбрик, така што работела со огромни режисерски имиња во филмската историја, така што таа е во серијата Грейс Фрейзер, односно психолог, кој што ја запознаваме во првите сесии во почетокот на филмот, каде што гостуваат пред се два случаи, може, ако не се лажам, да забележиме, од кој што во двата случаи имаме компулсивност во контекст на тоа на потреба за контролирање на собствениот и туѓиот живот, со тоа што компулсивно, со тоа што и обсесивно, со тоа што во случајот на неверството помеѓу двајцата партнери се наметнува потребата за привлекување на туѓото внимание со самиот чин на неверство, така што ова се индикатори за ликот на Кидман, која што може и има својство, има способност да ги забележи проблемите во туѓите брачни води, односно прикриените лаги кои што ги имаат партнерите помеѓу себе, меѓутоа не успеа истиот свој механизам и предсе методологија да ги примени на собствениот живот и да ги забележи сите тие обележја кои што го посочуваат незиниот сопруг дека е своевиден социопат кој ги има овие тенденции на
поделени личности и пред се притаени негови трауми кои се рефлектираат во контекст на неговото однесување, така што не успева да пробие навремено под фасадата за да може да го спречи убивањето на Елена, така што незиниот лик е ставен во незавидна позиција во која што таа треба да биде покрај незиниот сопруг со оглед на тоа што тој е обвинетиот во самиот случај. Меѓутоа игра круцијална улога за самиот јавен правобранител, односно против незиниот сопруг во ситуацијата во која што таа ќе изврши една анализа на неговиот лик пред самата порота со оглед на тоа што неговата бранителка нема да може да постави прашање за неа, иако е наведена да биде сведочка за одбраната. Така што таа игра круцијална улога кон самата разрешница на криминалистичкиот случај. Меѓутоа е во една незавидна позиција во која што не знае да и колку треба да верува на незиниот сопруг Хју Грант, го глуми него, односно Джонатан Фрейзер, кој што го знаеме најчесто од романтични комедии, а денес па има некаква пресвртница во неговата кариера, каде што глуми во филмови на Гај Ричи, значи во криминалистичките филмови, него може да забележиме во The Gentleman, во The Man from U.N.C.L.E., е актерот кој што сите го знаеме по буквално чик фликови, по романтични комедии како Бриджет Джонс's Diary, значи тој е драстично излесен од овие типизирани ликови по кои што тој ги има глумено во неговата кариера. Во оваа серија Джонатан Фрейзер е онколог кој што работи во самата болница и негови пациенти се малите деца кои што имаат рак и се обидува да ги спаси нивните животи. Го гледаме во неколку сцени како се обидува да внесе малку ведрина во нивните животи, меѓутоа прикажан е како лик кој има последици од неговото работење со малите деца на својата психа, меѓутоа не со помош на монтажата и тоа како тоа се пренаменува во рамките и во контекст на самата серија. Така што тука имаме една интересна игра со сето тоа што го гледаме и по тоа што може да пресудиме дека представува неговиот лик, кој како што веќе потенцирав, има две страни, има лице и опачина, со оглед на тоа што има преживеани трауми кои што ги потиснувал од неговото детство, заради тоа што неговата сестра посведочил на незиното умирање, односно на незиното прегазување на неговите млади детски години, со самото тоа што неговата мајка не посведочила на излив емоционален од негова страна, односно не успеал да ги произнесе пред се, да ги манифестира на каков и да е начин траумите со излив на емоции, на болка, за тоа представувало за неа некаков си чуден миг на потиснувањето, со оглед на тоа што овозможува да се оформи овој профил на еден социопат кој што можеби и е одвоен од неговите емоции, односно не може да чувствува и баш поради тоа изземање на емпатијата може да го направи преминот во нанесување на зло врз другите без да има судрж со персоната со која што тој се представува. Во оваа фамилија членува и Ноа Јупе, односно Ноа Джуб, кој што го глуми Хенри Фрейзер. Него ќе го погледнеме во A Quiet Place, во вториот дел на овој филмски серијал, кој што се надевам дека наредната година ќе може да се појави во големите киносали да го погледнеме. Меѓутоа, претходно има глумено во Honey Boy, во Форд против Ферари и во Wonder. Но го глуми Хенри кој што на почетокот, како што ви напоменав, се обидува да го одбрани неговиот татко и дури и откако ќе биде обвинет, смета дека има постоечки шанси за оваа фамилија која што има фрактура да се обедини, неговата мајка и татко посебно навива тој да бидат повторно заедно.
Меѓутоа како се одвиваат настаните, дури и на нему му станува јасно дека нема да може тоа да биде семејството кое што претходно функционирало, посебно во епилогот кај што буквално е киднапирано неговиот татко и преплашено се вози на совозачкото седиште додека Хју Грант ги изразува неговите луцидни и параноични моменти, каде што лудилото буквално излегува на површина додека тој се наоѓа за воланот во автомобилот и во ситуацијата доведувајќи се на самиот мост, каде што е подготвен да го даде својот живот во самиот епилог, неговиот син се обидува да избега од него што е можно подалеку и дознава дека тоа што представувал за него неговиот родител и тоа како е сосема поразлична личност од тоа што всушност го правил Џонатан. Покрај нив во серијата глумат и членовите на семејството Алвес, предводени од Матилда де Ангелис, која што ја знаеме од Роуз Ајленд, од Дивайн, од Реклес и од Прайс. Таа ја глуми Елена Алвес, односно таа е мајката во семејството која што го изневерува незиниот сопруг со самиот Џонатан Фрейзер, односно докторот кој што помогнал нејзиното дете да се избори со рак, така што се зближува таа со него и има долгогодишна врска, која што роди со дете кое дознаваме во серијата дека е всушност на Џонатан Фрейзер, а не на незиниот сопруг Фернандо Алвес. Таа се обидува да направи некаква си унифицитарна заедница со тоа што се зближува со Грейс на самите состаноци кои што ги имаат од женскиот одбор и буквално продира во животот чекор по чекор на всушност на Џонатан, запознавајќи се со Грейс и едноставно тоа го вади Џонатан од неговата комфорт зона, не сака неговиот таен и јавен живот да имаат преклопување, без разлика на тоа што има дете со неа, така што тука настанува еден огромен проблем во Џонатан и во неговото справување со ликот на Елена и начинот на кој што се наоѓа успева да ја спречи во незиното интерферирање на неговиот живот е земањето на токмакот во неговата рака и изменувајќи го незиниот личен опис. Тука е и Исмаел Круз Кордова, кој што го знаеме од Мери Квин оф Скотс, од Мис Бала, глумеше дури во епизоди на Мандалорион. Тој го глуми Фернандо Алвес, односно сопругот на Матилда, кој што дознава дека не е всушност таткото на незиното второ дете и тоа се соочува во една сцена дури со Хју Грант како влегува во неговиот дом и која што може да ескалира на секаков можен стадиум, меѓутоа во глумата на Исмаел во текот на серијата забележуваме воздржување со оглед на тоа што во неговиот дом влегува човекот кој што му го има уништено буквално семејството и составен дел од фамилијата Алвес е Мигел Алвес, односно нивното дете кое што го глуми еден Александър, кој се појавува и во Succession, во Irreplaceable You, исто како и во Two and a Half Men, глуми во оваа серија, така што тоа е детето кое што има се има изборено во борбата против ракот и оди во истото приватно училиште во кое што оди и Хенри Фрейзер, односно детето на фамилијата Фрейзер, така што на тој начин и се запознаваат двете семејства едно со друго, дека всушност се премногу повеќе блиски од тоа колку што ние би претпоставиле. Покрај овие ликови во споредните улоги се појавуваат и Лили Рейб, односно која што ја знаеме од одличната ТВ серија American Horror Story, потоа таа глуми во филмот Fractured, во Мис Стивенс, глуми во Vice, во Aftermath, че огромен број на интригантни жанровски дела има зад себе. Таа ја глуми Силвија Стајнец, која што е всушност пријателка на ликот на Никол Кидман, односно е адвокатка по
професија која што од почетокот на самата серија е запознаена со многу повеќе работи колку што ние сме свесни, и таа е всушност и пријателка, односно колешка со која што заедно изучувале правото со јавната правобранителка, и тука ќе се воспостави една корелација која што е доста значајна за самиот епилог, во кој што ликот на Лили има замешано прсти, меѓутоа има замешано и во процесот на бранење на сопругот на Никол Кидман, со оглед на тоа што таа била запознаена со неговото неверство и не соопштила на нејзината пријателка, меѓутоа се обидува да ја исправи работата во подоцнешниот тек на серијата. Исто така во серијата глуми Едгар Рамирес, кој што го знаеме од Last Days of American Crime, од Lost Network, од Bright, од Gold, од Joy, од Point Break и огромен број на други филмови. Тој го глуми детективот Џо Мендоза, кој што се појавува во серијата само за да копа под фасадата на тоа што се представуваат ликовите дека се, односно под илузијата која што ја даваат за себе, и е убеден во вината која што е наметната врз самиот лик кој глуми Хју Грант, и се обидува тоа да ги собере доказите кои што сведочат против него. Е крајно убеден за таа своја согледба. Потоа во редовите на серијата има и една актерска легенда. Тоа е Доналд Саттерленд, кој што го знаеме од мал милион филмови, од Don't Look Away до Ad Astra и American Hangman. Има една огромна, неисцрпна актерска кариера, кој што го глуми Френклин Рейнхард, односно тоа е таткото на ликот на Никол Кидман, односно таткото на Грейс, кој што е милионер, кој што е љубител на предсе на ликовната уметност и воопшто на музичката уметност. Значи тој е љубител на уметностите, го забележуваме од неговиот отмен дом, дури има сцени прекрасни сцени помеѓу него и Никол, каде што едноставно се седат во музеи и со сати гледа и се фасцинира од сликите кои што се наоѓаат во нив, и така си го живее својот пензионерски живот. Одличен актер кој што има прекрасни реплики во оваа серија, и посебно во крупните кадри, и тоа како знае да ги одглуми Доналд и да ја извади неговата проникливост пред се и зајадливост која што има неговиот лик. А покрај нив, само да ги напоменеме дека Нома Дубезвуени, која што ја знаеме од филмот на Netflix The Boy Who Harnessed the Wind, исто така глуми и во ТВ серијата Normal People, за која што ви говоре во ТВ 103, како и во The Kid Who Will Be King. Таа ја глуми Хейли Фицджералд, односно адвокатката за одбраната, и од спротивната страна, тоест таа е најмена, нели, како што во една своја реплика прави, потенцира дека I'm here to bring mock, односно само да предизвика хаос, да ги натера членовите на поротата, кои што ги има хакнато, се разбира, нивните приватни Facebook профили, да ги присили да веруваат дека можеби некој друг исто така може да биде обвинет за извршувањето на убиството, односно да создаде еден вртлог во кој што не би можеле со сигурност да тврдат дека Хју Грант го има извршено ова злодело, а Софи Грабол, која што ја знаеме од одличната ТВ серија Fortitude и исто така глумеше во The House That Jack Built, прекрасниот филм на Ларс фон Триер, ја глуми Кетрин Стампер, односно таа е јавниот правобранител кој што се обидува да докаже дека виновникот за извршувањето на убиството е всушност Джонатан Фрейзер. Со оглед на тоа што има неколку ликови кои што во серијата се потенцира дека се виновниците, односно се фрла светла за нивно осомничување, можеме да издвоиме, барем според мене, 6 потенцијални кандидати за оваа титула, со тоа што секој би било интересно доколку би ги ставиле во оваа позиција и како тоа би било реализирано. Имено,
без разлика на тоа што веќе предпоставам дека знаете кој е убиецот и ќе го тргнеме тоа на страна, што доколку овие 6 ликови би биле ставени на позицијата на убиец, сметам дека најтешко би било за докажување, меѓутоа и тоа како би било ефективно доколку би било изведено Грейс Фрейзер, односно самата Никол Кидман да биде таа која што го има извршено убиството, со оглед на тоа што ете хипотетички сега ви говорам, би дознала за самото неверство и би сакала таа илузија за нивниот идеален живот да ја одржи во целост тоа што во моментот кога би дознала дека нели нејзиниот сопруг е неверен, би го извршила стил на омраза и со оглед на тоа што Кидман знае да глуми ладнокрвна и тоа го прави ладнокрвна сопруга и таа нејзина калкулираност и тоа како би послужила за изведбата на ова убиство, сметав дека е многу потешко ова да се изведе, меѓутоа би било и тоа како благопријатно и непредвидливо доколку тоа би го изведено, со тоа што како еден клоун би патролирал Хју Грант во преден план, а во позадина всушност ние би не би знаеле точно што се крие зад мртвиот поглед на Никол Кидман, доколку таа би беше убиецот. Тука го имаме и Хенри Фрейзер кој што е обвинет, односно една работа да се разбереме, токмак теши. Ретко кое дете може да замавне со него и да нанесе таква штета како што е направена врз лицето на Елена. Верувајте ми, во изминатите неколку месеци имав можност да употребам токмак за кршење на шкафови и тоа како не е лесно, тоа да се спроведе на дело, а не па на човек кој што се движи постојано и нема да ви стое мирно за вие да замавнете. Така што за да се нанесе таква физичка штета и тоа како е потребна физичка подкованост, така што во ситуацијата кога беше фрлено светлото дека Хенри можеби со оглед на тоа што го има скриено оружјето за изведба на убиство, дека можеби крие некакви си убиствени тенденции во себе и тоа како веќе паднаа сите маски, тешко би можело некој дете да се обвини за овој подвиг, баш поради тежината на изведбата на ово убиство. Тука ја имаме и Силвија Стајниц, ако ја земеме како осомничена, односно Лили Рабе, која што од една страна е адвокатка на Джонатан, која што се потенцира во една сцена дека може би имал уште една авантура надвор од семејството, конкретно со неа. Таа е инволвирана во и запознаена со многу аспекти на самиот криминалистички случај, буквално од почетокот, од првиот кадар што му мира Елена, таа е првата која што ја соопштила на Кидман, така што се знае и со правобранителката, се знае и со осомничениот, така што е приврзана можеби за него, со оглед на тоа што Джонатан ете да речеме дека и бил слаба страна, така што таа можеше да биде интригантно доколку е изиграна да биде уште еднаш убиец. Сепак уште наш потенцирам на тежината за изведбата на самиот убиствен чин. Тука го имаме и Фернандо Алвес, кој што може би да соодветствува со оглед на тоа што е сопругот на убиената и преочигледен би бил овој чин доколку тој би го ставиле како убиец, би се намалила самата драма во серијата. Ќе го напоменеме дури и Френклин Рајнхард тука, Доналд Сатерланд, кој што така има коментари за не му се допајава Хју Грант, меѓутоа баш поради таа негова префинетост може би има свој мистер Хайд кој што излегува на површина и таа карта можеше да се изигра и секако тука е силниот и нестабилен Хју Грант кој што баш поради тоа што го знаеме како еден од тие ликови кои што ги глуми предодредени и типизирани пред се тие љубовниците во кои што сите девојки се заљубуваат, знае да биде проблематичен и сака да излезе од тој калап во последните неколку години како што и потенцирав. И тоа како треба да се помачи за да демонстрира дека може да биде извршителот на овој подмолен чин. И со градењето на ова предложка за него, односно за неговата социопатија, сметам дека да, се соодветствува за самото действие, меѓутоа начинот на кој што тоа беше прикажано и реализирано не соодветствува за тежината на снимањето на ова серија.
Така што тука ќе направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение слушаме композиции кои што имавте можност да ги слушнете во рамките на самата серија, кои се компонирани од страна на Евгений и Саша Галперин, и потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што ги поседува ТВ серијата The Undoing. Уживете. Вие слушате радио канал 103, ова е 24-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата The Undoing, односно за самиот крај на емисијата сакам да продискутирам пред се за одредени аспекти, односно спецификации кои што ги поседува ова серија. Имено најавата е составена од изведбата на Dream a Little Dream of Me на Никол Кидмен, која што специјално ја има снимено заради тоа што Сузан Бир, режисерката, побарала тоа да го направи, иако не се чувствува себе си пријатно како пее, меѓутоа успешно ја има реализирано за да произнесе своевидна верзија на оваа композиција, која што е употребена како еден сонлив спомен на девојче кое си игра, и со оглед на тоа што кога слушаме гласот на Никол Кидмен се поистоветуваме дека всушност станува збор за неа, меѓутоа според сите согледби и сугестии на оваа серија сме сведочи на некаков си лајт мотив кој што предходи на една своевидна увертира е всушност за траумите кои што се налепуваат на Хју Грант, така што можам, барем јас на тој начин ја толкувам најавата на серијата, а не како една реминесценција на минатото на ликот кој го глуми Кидман. Режисер на севкупната серија е режисерката всушност Сузан Бир, данската режисерка, за која што ви напоменав дека во последните нејзини изданија е филмот Bird Box со Сандра Булок, меѓутоа претходно има работено значајни филмови од европската артхаус естетика, односно и на Беда Уролт е еден од нив, и убаво е тоа што секогаш го промовирам, го потенцирам во ова емисија дека една конкретна визија на режисерот е добре дојдена во започнување и воспоставување на тек на серија и самото нејзино финиширање, со оглед на тоа што на тој начин би се задржала конзистентноста на изгледот на епизодите. Се разбира, овој концепт не би бил применлив на антолошките ТВ серии, меѓутоа за играните кои што проследуваат едно действие од почетокот до крајот, односно во денената ситуација на The Undoing представуваат 6-часовни филмови, сметам дека е подобро еден режисер со сингуларна визија да биде тој кој што ќе ги носи сите одлуки. Во дадената ситуација Сузан Бир е одличен избор за подигнување на нивото на американската ТВ серија, баш благодарение на незиниот артхаус сензибилитет кој што го носи и го поседува пред се од европската кинематографија. Музиката, како што можете да ја слушнете во текот на оваа емисија, е на Евгений и Саша Галперин. Тие прават некаква си симбиоза помеѓу елегично и меланхолични сегменти на оркестрација, конкретно на пијано и гудачка свита, кои што се во комбинација со електроника, односно со амбиенталната музика, која служи тука да го подгрее загадочноста пред се во исчекувањето за одредени сцени во кои што се ставени во незавидни позиции ликовите, така што не баш впечатлива, не баш наметлива музика, меѓутоа дополнително присутна во серијата за да биде комплементарна за текот на самото действие. Во поглед на сценографијата, како што веќе ви напоменав, станува збор за имот на фамилија, така што отмено и елитистички се декорира самиот продукцијски дизајн пред да навлезе серијата во процедуралните води, односно тука веќе имаме судница, која што милион пати ја имате погледната во американските криминалистички филмови, така што тука нема некаков си значителен или драстичен исчекор во рамките на
снимањето на оваа серија не ни може. Меѓутоа, за самите сцени во кои што се појавува Доналд Саттерленд, мислам дека раскошот на богатството и префинетоста на овој лик кој што глуми е добре дојдено и за уво и за око. Во поглед на фотографијата и кадрирањето, Антони Дод Ментол е авторот на кинематограферот на сите епизоди, така што тој соработува со Дени Бойл и на голем број на негови филмови и секако тој е човекот кој што го има кадрирано Антикраист на Трир, така што и тој е одличен избор за носење на една поголема естетика во рамките на американската ТВ серија, односно конкретно арткал сензибилитетот од Европа и тоа како е добре дојден за оваа серија, баш поради тоа што има сцени барем во трекинг кадрите и тоа како игра улога за да се забележи, да се естетизира на повисоко ниво како Никол Кидман се движи низ самотните улици во Њујорк, меѓутоа од друга страна и крупните планови се наменски употребени во одредени сцени во кои што треба да се потенцира одреден дел од телото на Никол Кидман, кое што блика со фасцинација и зачуденост од дознаените премолчени вистини кои што ги добива, и од друга страна користи и сама соработката помеѓу Ментол и Бир оди до тој степен што се користи жабја перспектива, на пример, во одредени ситуации за да се раскаши тој план контраплан зацртан подвиг кој што го имаат американските ТВ серии, и секако има интригантни поигрување со фокусот, на пример, во сцената во која што се наддава, она абсурдната сцена во која што на самата аукција се наддава за чаша вода од страна на богаташите. Имаше тука една фина игра во еден пеншот со фокусот во контекст на самата чаша, така што има широки планови кои што се впечатливи, кои и даваат филмска естетизација повеќе на самата ТВ серија, наспроти да се подпира на ноторните план контраплан кои што веќе ги се убиени од кадрирање во сад, така што таа снима over the shoulder повеќе работи на детализирање на овие крупни планови за да се создаде една своевидна по несвојствена номенклатура на филмот, за разлика од всушност буквално 6-часовниот филм, за разлика од процедуралните ТВ серии на кои што сме навикнати од овој жанр и овој ранг, значи да одскокне од тој калап кој што го имаме од Law and Order и Boston Legal, и огромен број на други процедурални серии, и повеќе да се доближи до The Night Of, до The Night Manager, значи повеќе до овие сериализирани формати во кои што филмската естетика е доминантна за разлика од воспоставената телевизиска во поглед на самата монтажа. Долгогодишниот соработник со режисерката Сузан Бир, Бен Лестер, е задолжен за поигрување со сето тоа што ние го гледаме и слушаме и го добиваме како готова и сервирана информација во серијата, односно кога е криминалистиката во прашање, во тропите за криминалистичкиот жанр, пресвртите и тоа како се значајни со оглед на тоа што треба да има клифхенгери на секоја епизода, барем ако така се конципирани. На Бен му припаѓа задачата да го задржи вниманието на гледачот и да го остави цело време да предпоставува кој би бил извршителот на самиот убиствен чин, така што тука има тешка задача баш поради предвидливоста која што има ова дело, со тоа што треба тајните да се дозираат и да се чуваат до самиот епилог, така што не знам колку се задоволени баш љубителите на криминалистиката во поглед на изборот за самиот убиец, меѓутоа кој да бе избран со оглед на нагледаноста на гледачите, верувам дека никогаш не би биле задоволни. Во поглед на костимографијата и шминката, уште еднаш потенцираме снимено во денешна доба, што значи дека костимографијата е блиска на таа на која што би можеле да забележиме припадници на Менхетан и воопшто на елитните кружоци на Њујорк како би ја носеле
во поглед на надприродното, нема елементи на истото во рамките на серијата, во поглед на хуморот и на еротиката. Исто така нема изливи и изблици, со оглед на тоа што има неколку досетки од страна на Хју Грант, кој што се обидува да биде впечатливиот родител кој што ќе ја придобие публиката за да ја скрши до самиот епилог, и има пропуштено неколку сцени за еротизирање на одредена практика, така што има една или две кои што се во прикажување на самиот сексуален чин, меѓутоа не се естетизирани на високо рамниште, како што знаате HBO тоа да го направат. Секако дека има голотија, тоа е нешто што може да си го дозволи, со оглед на тоа што во оваа серија глуми згодната Матилда де Ангелис. Искористена е пред се низината телесна убавина за да ги плени гледачите на оваа ТВ серија. Во поглед на ефектите, уште еднаш потенцирам дека уредот со кој што се, односно алатот со кој што е извршено убиството е токмак, односно тежок чекан во лицето на самата жртва, така што изменет е незиниот изглед, и употребени се одредени флешбек секвенции кои што со помош на визуелните ефекти се напоменува и првиот удар и се запира во полуснежните удари. Во поглед на употреба на slow motion има многу малку, конкретно во реализацијата на одредени крупни планови на Никол Кидмен. Има употреба на халуцинација кој што представува, нели, тоа се интерни спомени на самиот убиец кој што е сведок на извршувањето на самиот убиствен чин, меѓутоа не се навлегува длабоко во сонот, ако тоа може би представува самата најава. Во поглед на жанрот напоменав дека станува збор за криминалистички и психолошки трилер, кој што си ги носи тропите кои се значајни и специфични за самиот овој поджанр. Во поглед на стилизираниот јазик се употребува англискиот, во поглед на со американски се разбира нагласок, а во поглед на недостатоците уште еднаш ќе ги потенцирам непотребната развлеченост и празнина и шупливост која што се случува по втората епизода, каде што буквално во третата и четвртата епизода се фрлаат тие црвени харинги на сите ликови, сите споредни ликови се поминуваат под филтерот на можни осомничени, кои што во случај да Хју Грант не го извршил убиството, тоа се ликовите на кои што би паднало обвинението и врз кои што неговата одбрана би се базирала. Меѓутоа, не доволно материјал е тоа за да се покрие време трајањето од 6 часови и неубедително пред се прикажуваат овие ситуации во кои што се другите осомничени, конкретно кога се осомничуваат жени и деца за овој изведба на овој насилен чин. Меѓутоа, тука и се граничи и самиот процес на предвидливост, со оглед на тоа што се губи таа детективска игра која што треба да се воспостави со помош на самите гледачи, кои треба да бидат мотивирани пред се за анализирање на случајот и потенцијални жртви кои што врз основа на доказниот материјал кој што се има треба да излезе на површина. Меѓутоа, тука веќе се оди по една јасна нишка со оглед на тоа што нели сопругот е секогаш виновниот и многу е тешко да се заобиколи тој факт и сите овие обиди на застранување. Сметам дека не доволно беа фокусирани на споредните ликови за да се создаде некаква нивна арка, односно да се создаде потенцијална можност за да се изигра друга евентуална карта дека некој би бил осомничениот, едноставно како што викаат американците, if the shoe fits. Од самиот почеток главниот осомничен кој што беше на самиот случај останува до самиот крај и не знам колку беше успешна серијата во разубедување на гледачите за тоа. Најочигледното стана и точно. Во поглед на континуитетот на епизодите ви потенцирав. Буквално содржината, севкупната суштина на серијата е содржана во текот на чинодействието кој што се одвива од во првите две епизоди, во самиот пролог, додека па во
трета и четврта епизода се драстично се успорува темпото, се создава некаква си атмосферичност и се создава еден спорадичен тек на чинодействието додека не се дојде до самиот финиш. Во поглед на градењето на ликовите имаме добро изградени и одглумени пред се ликови, меѓутоа сметам дека не се доволно искористени потенцијалите кои што ги има актерската екипа, конкретно создавена од овие огромни актерски звезди кои што во минатото и тоа како се имаат докажано во милион на филмови, меѓутоа тука сметам дека потенцијалот кој што го има еден Доналд Сатерланд или на Никол Кидман дека не е максимално искористен, иако за пофалба е тоа што сакале да направат воопшто со Хју Грант, да ја изиграат таа нели типизираност која што има за глумење на такви романтични ликови во наивни филмови. Меѓутоа, баш поради таа представа која што има за него да докаже дека може и тој да биде луциден и насилен и да глуми ова поделеност помеѓу доктор Джекил и мистер Хайд, буквално. Меѓутоа, не знам колку тоа беше ефективно постигнато. Поглед на интертекстуалноста и адаптацијата, само да потенцирам дека се базира оваа серија на новела која што има разлики помеѓу самата книга и серијата, имено во книгата, во самата новела, Грейс пишува книга за незините случувања да послужи како свој виден екземплар, односно пример за да не заглават во ваква токсична насилна домашна релација која што би се воспоставила со сопруг кој што крие неговиот вистински идентитет и не би биле жртва на домашно насилство, за да биде помош за другите жени и секако дека незините случаи имаат кој што таа ги има претходно имаат поголемо значење, а и соработката помеѓу јавниот правобранител и незината колешка со која што заедно студирале е поголема во рамките на самата книга. А меѓутоа пресликувањето на самата книга не треба да биде услов со кој што би бил даден за одредена серија, секако дека Девид и Кели како сценарист на епизодите имал право и слобода да го менува, барем според мене, да го менува текот на действието или да фрли светло на други аспекти од самата серија и да заобиколи одредени стапици кои што може би читателите на книгата би ги знаели, едноставно и да ги изненади и нив со некоја си друг пресвет. Не би знаел тоа што би направиле. Ова е, иако е верно пресликување на книгата, сепак можел да се земе според мене поголеми слободи. Поглед на атмосферата знае да биде загадочна во рамките на средиштето која се успорува ритамот. Гледливоста е на високо ниво заради тоа што бир има постигнато е на висока филмска естетика која што е наметнува за љубителите на ТВ сериите и убедителноста е во рамки на одредени изведби на актерите и актерките, меѓутоа не во самиот концепт на избирање на убиецот и извршување на самото убиство. Поглед на епилогот уште нешто ви го прераскажав, ви го потенцирав дека може би е пофилмски, попатетично изведен со оглед на тоа што нели доаѓаат Никол Доналд и синот на Никол за да го спасат синот на Никол кој што е заложник нели на самиот Хју Грант и доаѓаат Никол со раскошна сцена со хеликоптер, слетуваат на мост, значи тоа е со огромна извештаченост, доаѓаат за да го спасат детето кое што го повлекува од неговиот родител и едноставно не го вртат грбот на него, едноставно нема спас за таа фамилија и тој е уапсен и нема излез за него, така што делува вештачки и силено самиот начин на кој што се естетизира епилогот. Меѓутоа, во поглед на самата евалуација, за благодарение на начинот на снимање, благодарение нели на
идејата на која што се доловени и модернизирани пред се овие крими филмови од 90-тите, како што веќе ви напоменав, кои што се снимени со овој манеризам, со звездената актерска екипа која што ја поседува. Иако е шуплива во својата средина, ова морам да го потенцирам како еден астерикс на моето излегување, иако бара доработување, бара дополнително продлабочување на релациите и бегство од самата книга, сметам дека на визуелен план е можеби поблиска до 8 од 10 оценката, иако во контекст на самото действие и тоа како е 7 од 10 на реализирањето на самото убиство. Сепак, не би требало да има оваа серија свое продолжение, се е можно со Холивуд, се е можно со HBO, меѓутоа не верувам дека Хју Грант би можел да се извлече од зад затворските решетки, така што сметам дека ова е комплетиран мини серијал и нема потреба за дополнително елаборирање, заради тоа што и без тоа беше тенко сценариото, не би требало да има доволно материјал и за не па за една епизода, а не па за цел дополнителен мини серијал. Така што тука можам да го завршам ова издание на ТВ серија на самата емисија ТВ 103, која што беше наменето за ТВ серијата The Undoing, која што беше предводена од една звездена актерска екипа која што требаше да ни го прикаже лицемерието кое што се крие зад фаличната елита која ја предводи ова екипа на актери и актерки кои што ги глумат пред се приказите за себе на безгрешни семејства кои што и тоа како имаат трауми и фрактури на нивните фамилии. За крај на емисијата ќе слушнеме последната композиција од самиот скор, именувана и официјално како The End. Вие го слушавте 24-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав погодностите и недостатоците на ТВ серијата The Undoing. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.